Сиромаштијата и безработицата принудуваат се поголем број семејства да се определат за собирање шумски плодови во текот на сезоната, со цел да го подкрепат домашниот буџет. Планините летово се полни со собирачи на печурки, а денови во акција се пуштаат и малинарите, капинарите и собирачите на боровенки. Годината со чести дождови е погодена за родност кај овие растенија, што е причина повеќе за масивно собирање. Но престојот во шумите и собирачката дејност се регулирани и контролирани со цел да се стави ред во овој сезонски бизнис. Шумските плодови се регулирани, значи сега со законот за шуми се регулирани шумските плодови, сите оние овие преработувачки капацитети се должни да склучат договори со македонски шуми. Тоа се договори за отстапување на собирање на шумски плодови, со тоа што се наведуваат пунктови каде што ќе се врши собирање, се врши секој собирач на шумски плодови е должен да дојде во подружницата да изваде дозвола. Таа дозвола е символична од 400 денари, со тоа што важи во текот на целата година, така да може слободно да ги собира тие шумски плодови. Тоа најчесто сега во овој период се однесува за боровинката, за шумските, за малините, потоа за печурките, чаевите, значи тоа е регулирано со закон. Природните потенцијали на Осоговскиот регион во оваа сфера се мощни големи. Меѓутоа, многу значајно е човечкиот фактор да пристапи поорганизирано за да се остварат значително подобри финансиски ефекти. Например, познато дека по Осоговијата се мощно распространети дивите лешници, дренките, дивите јагоди, јаболки, киселици и крушки, кои со своите еколошки својства се вистинско богатство.